соодветно на настаните, секој ден се менуваат работите. Замолувам да оставите државата да ги изгради своите последни стратегиски проекции во полза на добивање на 15 години очекуваниот датум за преговори. Тоа е многу важно, заради тоа што тоа зависат секако исполнувањето и на втората наша стратешка цел покрај НАТО и датумот за преговори со Европската унија, но тоа зависи економијата, зависи мотивацијата на реформите на институциите, зависи промената во општеството. Секако дел од државната стратегија се сите овие работи што се случуваат во јавноста, сите состаноци кои што ги држиме овие денови и верувам, јас сум Зоран Заев оптимистот кој што го знаете дека ќе одобиеме датумот за преговорите, соодветно се поставуваме сите институции, вклучувајќи ме и мене, затоа во соодветно време ќе добивате сите наредни информации. Колку нема датум за преговори? Ќе го вратите мандатот? Јас јасно кажав и во моите изјави, јавно се пласирани сите изјави, сите можности се отворени заради тоа што ова е крупно прашање. Република Северна Македонија испорачи за пример. Имаме 100% реформи, имаме затворени билатерални прашања, сме светол пример во регионот и доказ за моките на привлекување на Европската унија, како што тоа го каже комесарот Хан. Ниједна земја нема замерка на нашата земја. Јас ги разбирам регионалните проекти, но моја примарна цел е да се грижам за Република Северна Македонија, за еднината на граѓаните и на државата. Дали како Европската унија чистка самитот, бидејќи таму ја поврзавте вашата влада со датумот, сега ве прашувам дали реконструкцијата ќе се одложи со следниот ден? Значи можни се сите опции, тоа го кажав, реконструкцијата поприлично подготвена од директорските места и министерските места. Овие денови секој ден, буквално секој час имаме и нови информации. Очекувам потврда на средба со канцеларката Меркел средната недела, ќе бидам во Берлин со коморите, со бизнисмените и со се заради нашата економска агенда, но очекувам овде да се случи средба, заради тоа што Германија е важна за оваа работа. Во зависност од сите информации кои што ги добиваме, така ќе постапуваме и во делот на промените што треба да се случуваат во извршната власт. Ќе се пролонгира ли тоа со оглед се ближи на владата од прилика до или предлогот кога би го соопштиле евентуално? Штом ќе ги знаеме соодветните информации, пример, ако имаме известност дека ова лето, јуни или јули, тоа е нашата желба да одобиеме датумот за преговорите, продолжуваме со реконструкцијата. Доколку има одложувања, се можни сите варијанти, како што и враќање на мандат, отварање на внатрешна дебата, за земање на чекорите, еден од тие чекори се предвремени избори, другиот чекорит се комплетно нова влада, третиот чекорит се одредени презимање на одговорности за неуспешното добивање на датумот за преговорите после се што го направивме, иако вината не ја гледаме овде, но во секој случај ова наша земја е сериозна и покажа сериозни одлуки кои што и текако ја дрмна Европа од позитивен аспект. Ние сме една од најуспешните работи, вкупно 20 кои што Европската унија преку претседателот на Европската унија Јункер ги објави. Нема да дозволиме да изгубиме оваа шанса, заради тоа што ова е драгоцена шанса. И доаѓа нова Европска комисија, се разговара за Брекзитот, се разговара за multi-annual budgeting, значи повеќе годишното буџетирање на Европската унија и слично. Јас верувам дека овој период мора да го искористиме максимално, посебно кога сме комплетно потврдени од сите земји членки. Европската комисија го даде најдобриот извештај, исполнивме 100% од реформите, ги затворивме сите отворени прашања и апсолутно следува наградата која што очекуваме, а тоа е датум за преговор. Дали ова значи дека Мислам, шесто прашање, извинете, и другите сакат по нешто да кажат. дали реконструкцијата ќе почека датумот, ќе го почека? Пред малку одговорив на прашање. Пред малку го одговорив на прашање. Како можете да очекувате одговор на вакво прашање кога велам дека целиот наш однос зависи гаранција на државата и на нејзината иднина. Нема лимити за политиката која државата треба да успее. Тоа сме го докажале и преку договорот со Бугарија и концептот едно општество за сите, договорот со Грција, реформите и се што правиме. Во зависност од односот на Европскиот совет преку земјите членки, така ќе се поставиме и ние како влада, како општество, како парламент. Премиерот, само кратко да го прашам околу бомбите што ги истрелува од шека. Кажете ми дали може да гарантирате дека бомбите не се излезени од СДС? Секако дека можам да гарантирам. Бомбите комплетно, целосно. Најповеќе беа за опозицијата, да ве потсетам, граѓанскиот сектор, бизнисмените, верските заедници и другите чинители, имаше и за тогашната власт. Сите 100% се предадени во специјалното јавно обвинителство. 100%. Значи од СДС. Друго нешто? Имате ли информации од истрагата од каде би можело да бидат излезени, бидејќи
Истражните органи треба да се дадат. Добро, Навистина знаете ли има да закон. споделите информации? Ако имам, би ја споделил. Нема проблем, јавноста мора да знае. Тоа прави притисок на институциите да работат. Немам информации, можеби заради тоа што преокупиран сум овие денови голем дел на економски прашања, но и одлуките на Европскиот совет, но во секој случај очекувам истражните органи да ги откријат од каде потекнуваат и да постапат согласно закон. Поставивме закони, дел од Пржинскиот договор беше и оваа законска регулатива која што денеска е на сила и по неа треба да се постапува. Фала ви многу, дечки, на сите. Hvala.